Чекајќи од државата на доместок за помош и нега од друго лице, Бедрие Ферадова од Струмичко Иловица почина. Со преживеани неколку мозочни удари, 69 годишната старица околу 3 години се докажуваше со Министерството за труд и социјална политика дека е неподвижна и неправедно ја укината помошта што ја добивала до 2013-та. Бедрие постојано беше во кревет. За неја секојдневно се грижеше снаата Барие, ја хранеше залак по залак, а вода и даваше преку цевка. Но пред социјалните институции не можеа да докажат дека свекрвата Бедрие без помош и нега од друго лице не може да живее. Пари прима до 11 месец 2013, веќе имав право од 5 декември 2013 да поднесам нови документи, оти годишно се обновуваат. И веќе јас у јули месец наредната година 2014 добив од нив решение дека не ме следуваат веќе парична помош за неа. Ферадова од 2009-та по добиениот прв мозочен удар кога се парализирала, до 2013-та примала помош за него од друго лице. Но за продолжување на помошта требало да ја посетат контролни лица. Но здравствените работници, место кај неа, завршиле кај некоја друга Бедрие, која била на нива. Ферадови тој ден имале закажено преглед, попусно чекале, никој не ги посетил. Иле кај друга наименувана, со исто име, само со различно презиме. И она си е на нога, она си работе. Ама тука са и факт, тука е даден и датуму на раѓање и годините и болеста. Они требаше да дојдат да ја утврдат точната состојба на мојата свекрва. Они не беа кај мене. Ова е само еден од многуте случаи во земјава каде граѓаните се соочуваат со неажурност на институциите. Во битката за остварување на своите социјални права загарантирани со устав, стануваат губитници и поразени. Ферадова, парализирана од 5 мозочни удари, го изгуби животот. 3 години помош не добиваше, иако преку нејзината снаа, постојано пред Центарот за социјални работи во Струмица, со куп медицинска документација, се докажуваа дека на Бедрие и е потребен на доместок за помош и нега од друго лице.